Некои луѓе не седат мирни иако им се може. Тие едноставно не се даваат и тераат и работат до крај. Ова важи за сите професии во принцип, па и за новинарството. Добар ден, почитувани, јас сум Зоран Ќука, со мене во Зошто е Мирче Адамчевски, познат новинар, кој иако е во пензија не престанува да работи. Здраво, Мирче. Добар ден. Како си, добар? Никогаш подобар. Баш ме радува. Мирче, ти си натаму супер активен, пишуваш, гостуваш по медиуми, анализираш, член си на Советот за етика. Што е тоа што те тера напред? Мотивот е дека работата го краси човекот и најмногу човек треба да го работи она што го сака. А јас сум го сакал новинарството, секојаш сум ги сакал медиумите и продолжувам тоа да го работам затоа што ми причинува задоволство, ме крепи во психички, во физичка смисла, така што продолжувам да работам и велам, се додека некој ме бара, се некој додека ме сповикува или сака днес консултација со мене, некој доби, секојаш сум достапен. Така што и тоа ме тера вака да бидам активен. Не, вие рековте, пишувам, ме повика, сакаш да пишуваш, сакам да пишувам. Ќе ме викнат на телевизија, сакаш на дебата, ќе дојдем на дебата. Така што мислам дека се додека работи мозок, што вика, нема да прекинам. Со оглед на искуството што го имаш, мислам дека имаш целосно право да споредиш какво беше новинарството порано во твое време и какво е денеска. Ние, мислам, јас за мене зборувам, бев во новинарство кое велеа дека е во едноумиот, значи во социјализмот кога бевме, и можам да кажам дека има голема разлика во поглед на професионалноста. Новинарите тогаш беа многу по-професионални. Јас чисто Ама нели едноумие? Едноумие, меѓутоа професијата си е професија. Професијата си е професија. Ако беше едноумие, например, кај нас во Нова Македонија ке што работев, имаше главни уредници, имаше уредници, имаше новинари, и таму кога ќе требаше во едноумието да се прави кавга некоја на високо ниво политичко, партиски пресметувања, новинарите не ги тераат да пишуваат, ајде нападни го или нападни го, него имаше уредник кој што водеше партија или главниот уредник ќе седнеше, тој ќе го напишеше тоа писмо или тој текст или тој коментар. А сега што прават? Сега главните уредници, око не им трепнува, ајде оди, ќе му даја задача на новинарот, исплюкај го ова, исплюкај го оне, напиши го ова, напиши го она, така што тој одговорноста не си ја преземат. Или друго прашање, заштитата на новинарите, која ќе дојде да речеме до суд, и сега доаѓаат на судови, и тогаш се одеше на судови. Јас бев повикан на суд, меѓутоа имавме ние во редакцијата секретарот ја зеде поканата за на суд, отиде на суд, викам јас треба да дојдам, нема потреба, ти седи си тука. Тој отиде на суд, кажа што е, како е работата, ја одбија таа тужба што беше против мене, сакам да кажам, јас воопшто не бев поканет или воопшто не знаев како оди тој процес судски. За разлика од тоа, сега новинарите не се воопшто заштитени. Друга работа за заштита на новинарот. Се јава секретарката на директорот и ми вика, те бара генералниот. Ја викам, што ќе бара генералниот, ја млад новинар, 2 години стаж. И одам ја горе ке генералниот, и некој човек седи, со него ме праша генералниот, абе Мирче вика, ова текстот што го пишуваше, како беше, што беше ова. Добро, оди си. И после пола сат, повторно секретарка вика, те вика пак генерална. Викам, што ме викам сега пак генерална? Одам ке генералниот горе и вика, абе дете вика, друг пат вика да внимаваш. Значи пред него тој мене ме заштити, ме бранеше пред гостинот негов. Така, гостинот беше, предпоставувам, некој партиски или полициски или бизнис беше некој, не знам, голем, од директорите тие големи, меѓу тие беше. Значи ме заштити пред него, а насамо ми кажа која ми била мојата грешка. За разлика од денес, никој не ги заштитува, ги праќаат новинарите сами да се бранат на судови. Нема фирмата доди, или нема директора доди, или нема главниот уредник доди да го заштити новинарот. Тоа се вака 3 компоненти, 3 разлики. А добро, а самите новинари, како новинари, тогаш и сега, која е разликата? Сега, велите млади новинари прифаќаат, им каже уредникот, денеска оди така и така, нападни го тој и тој. Во тоа твое време немаше такви работи сега? Имаше напад, ама ви реков, напад кој ќе го правеше тој што е одговорен, да речеме, за партијата, уредникот за партија, тој ќе врши нападот. Или ќе седнеше главниот уредник ќе напишеше. Новинарите не ги тера да напаѓаат. Тоа ми е поентата. Така, добро, а различно време,
тогаш и денеска, тогаш имаше нели Нова Македонија, вечер после излезе па Пулс неделник, државната македонска радио телевизија, Радио Скопје, и денес има мноштво медиуми. Значи, многу телевизии, национални, кабелски, многу онлайн медиуми. Дали ова донесе поголем квалитет? Ми го зедовте зборот, сакав да се надоврзам претходното прашање за разликите. Добро, така некако тече разговор. Да. Значи, има голема разлика. Во тие големи медиуми, навистина не беа големи, со голем број работени, знаеме, од телевизија, значи, таму новинарите беа специјалисти за она што пишуваа. Значи, не можеше таму еден новинар да води и култура, и спорт, и политика, и меѓународна политика. Значи, тој новинар ќе биде специализиран, или ќе води економија, па внатре во економијата ќе имаш стопанство, па ќе имаш, не знам, сообраќај, па ќе имаш туризам и така натаму, или во внатрешна политика, па надворешна политика. Значи, сети беа тоа специализирани луѓе и кои што имаа големи знања, тие беа многу високи и квалитетни новинари. За разлика од сега, има квалитетни, не да нема квалитетни, меѓутоа, жалосно е што мора да ги тераат истиот новинар, ќе се повторам, да пишува и за спорт, да пишува и за култура, да пишува и за економија, да пишува и за политика. Не може да постигне со тоа ништо, а најмногу трпи квалитетот. И затоа велам дека тогаш новинарите беа многу поквалитетни. Или сега е запустена, имаше една многу добра новинарска репортажа. Сега не можеме ние да видиме никаде репортажа, ни во печатени медиуми, па ни во онлайн медиуми, а нема ни во телевизијата или во радијата. Тоа беше врв на новинарството, беше да бидеш репортер. Сега нема, или многу ретко е. Добро, доста критики има за нивото на онлайн медиумите, нели, портали, разноразни, па по социјалните мрежи. Дали сте за регулација? Ова е тема која, ја барем кога што памтам, не знам, десетици години се расправа за регулација на онлайн медиумите. Каков е ставот на Мирча Адамшевски? Значи, вака, јас сум за мека регулација. Сум за регулација, но таа да биде мека, во смисла да бидат регистрирани, и вчера имаше некои реакции кај нас во медиумите, затоа што некој закон се донела промена во законот за медиуми, а воопшто не ги ставиле барем онлайн медиумите како медиуми. Нив ги нема во законот за медиуми. Никако онлайн медиуми, никако интернет портали, никако не постојат. И сметам дека треба тие да бидат вклучени, да бидат признаени како медиуми. Затоа што ние викаме, тие се непрофесионални, тие се вакви, тие се онакви, а бараме одговорност. Па како ако не го признаеш за медиум, каква одговорност ќе бараш од него? Да, во истиот тој закон имаше и една дел од тој закон има и се однесува на давање пари за реклами на медиуми. Значи повторно владини пари или државни пари како сакате ќе одат во медиумите за реклами. Нешто што едно време беше проблем, па се укина, па сега пак се враќа. Знаете што, кога бев во Советот за радиодифузија председател, 2 години имав мандат, и тогаш баш 2006 година беа изборите. И мојата заложба беше да нема платена политичка програма. Затоа што преку платена политичка програма се корумпира медиумите, а подошла дојде сега пред некоја година дојде пазар, па сега државата им дава пари на партиите, па тие пари се влеваат пак во медиумите. И значи на малку поинаков начин. На поинаков начин, значи тоа е еден вид корупција. И јас се залагав да нема воопшто платена политичка програма, него секоја политичка партија да добие одредено време, ќе се направат критериуми на јавниот сервис, бидејќи јавниот сервис го плаќа државата, повелете на јавниот сервис и искажете ги своите партиски планови или проекти што ги имате предизборни програми и така. Мирче, ти си член на Советот за етика, актуелен, денеска. Ајде објасниме малце што е улогата на овој совет прво за оние што не слушаат. Јас сум претседател на комисијата за жалби. Тоа е значи практично телото кое што е на удар и од медиумите и од луѓето. Значи што е Советот за етика го направивме пред 10-11 години, бидејќи има искуство во светот од такви совети. Нив таму ги вика совети за печат. И сметаме дека одвека треба да се направи, затоа што да не одат медиумите на суд да се тужат, да ги обвинуваат, него како едно тело кое што ќе носи морални санкции. И ние бевме направени, значи треба да ја заштитиме јавноста од неквалитетните новинари, но истовремено да ги заштитиме и медиумите и сопствениците на медиумите
од новинарите кои што може да бидат тужени и да им нанесат материјална штета. Зашто кој ќе го осудат 20-30 евра нема да ги плати новинарот, ќе ги плати, треба фирмата да ги плати. Значи поентата беше да ги заштитиме едните и другите. Добро, но колку може да ги заштитите, ако и самиот сега рековте, нема правни дејства. Вашата одлука Е морална. морална. Да, нашата одлука е морална. Наша одлука е морална, но има кривична одговорност, односно граѓанска одговорност за клеветата и за навредата. Тоа беше на времето кривична, па после ја префрлија во граѓанскиот дел, но има кривични дела за говорот на омраза, каде што може човек за говор на омраза од 1 до 10 години затвор да биде осуден. Плюс тоа има и казни, имаше за клевет и навреда во законот има казни парични за медиумите. Може да замислите, спомнавме дека онлайн медиумите се најнепрофесионални, најнеетични, најмногу го нарушуваат кодексот и тоа е нормално, затоа што се најбројни. Но што се случува? Онлайн медиум казни го 5000 евра или 10.000 евра, тој треба да стави клуч на медиумот, не е некој голем медиум. Така што затоа велам да ги заштитиме и новинарите, и граѓаните, да ги заштитиме, а и новинарите да им даеме потек да работат по-професионално и поетично. Така, јас го разгледав вашиот вебсайт, кога се подготвав, кога се договаравме дека ќе дојдете да ни бидете гостин, и таму ги видов тие представки што ги давале, и тука има представки и од новинари, Точно. и од медиуми, но и од други луѓе кон новинари и медиуми. Да. И сега веќе одговорите на некој начин, би тоа, значи вие се држите до кодексот на новинарите кога ги носите вашите, како да ги речем, одлуки. Одлуки и мислења носиме. И мислења, да, и сега критериумот е значи кодексот. Да. Кодексот и имаме пред 2 години се подготвија со помош на Европска унија, не е битно, се подготвија насоки за етичко известување на онлайн медиумите. Значи, бидејќи онлайн медиумите беа тие кои што, значи, од представките што ги добиваме 80% се за онлайн медиуми. И заради тоа да направиме некои има онлайн медиуми без импресум и без одговорност. Па токму затоа, тие не може да бидат, не се членки тие на Советот. Да ние имаме членки и што не се членки. Тие нормално не можам да ги терам, да си не, тоа е доброволно учество, тоа е граѓанска организација на доброволна база. Некој не сакат, ама ние добиваме представки и за нив. И за тие што не се членки и расправаме за нив. Ако тие не се членки, ние расправаме за нив, но за нив не носиме одлуки, но туку даваме мислења. Имаше голема дилема на времето во јавноста, зашто не критикува, зашто ги разгледуваат и тие кои што не се членки на Советот за етика. Ама од друга страна, па ќе се јави некој граѓанин, затоа што околу 50%, над 50% од жалбите се од граѓани. Значи, граѓаните веќе го препознаваат Советот како тело до кое што може да се обратат. И граѓаните се жалаат не само за членките што не се наши на Советот, него се жалаат и на другите онлайн медиуми. И затоа ние донесеме одлука да им излеземе во пресвет на граѓаните, ќе ги разгледуваме и тие што не се членки, меѓутоа за нив ќе носиме мислење дали е нарушен или не е нарушен кодексот и насоки. Дали некој понатаму тоа е ваше мислење или одлука го зема во предвид, да речеме ако дојде до некаков спор граѓански? Па видете, имаше годинава, не оваа минатава, но годините пред тоа имаше доаѓа адвокатите, значи да не доаѓа жалителот, но обично тоа стануваше за фирми или за познати личности или кои што сакаат да тужат, кои што имаат намера да тужат, и адвокатот ќе дојдеше и ќе поднесе представка и само прашува, а ние заседаваме еднаш месечно, докај е жалбата, е разгледата жалбата, не е разгледата жалбата, едва чека да ја земат нашата одлука, да ја однесат во суд и да речат, еве, Советот за Комисијата за жалби донесе одлука дека овој медиум не го почитува кодексот, значи не е етички, а во одредени дел од законот за граѓанска одговорност и во кривичниот пишува дека таму треба да се однесуваат етички медиумите и така натаму, не е кажано Советот, но пишува етички. Но и тоа го користат некои адвокати да притискаат, меѓутоа сметам дека тоа не е во ред. Ако веќе си дошол во Советот, мислам дека суетата ти е задоволена со тоа што рекол дека Советот дека не е етичко, дека тој медиум не е непрофесионален тој медиум, но за сега така стојат работите. Мирче, уште едно прашање надвор се од Советот за етика. Што е со лажните вести? Има ли лек?
Нели, сега има овие специализирани сајтови, веројатно ги знаете, кои се занимаваат со тоа, имаат разни алатки, тулс со кои откриваат, ќе откријат, ќе посочат и толку. И ова ми личи некако на сите работиме нешто, против него тие девијантни појави, како што и соето зетика, така и овие специализирани сајтови, и ефектот, барем вака во јавноста, може би имате други сознанија, јас не го гледам премногу. Затоа што си продолжува да си работа така. И лажните вести се влечка дури од антиката. Добро, тенка Тројанската војна, знаете како го внесле коњот и као веста е подарок за добрите борци. Да. И еден од свештениците им викал, не го зимете дарот, вика 12, од таму е 12-ките дарови, не го земете, вика, опасно е за нас, не го земете. Не, овие ќе гледа и почна вечерта да слават и ете, тоа е првата дезинформација дека ова е подарок за вас, а всушност затоа имало во коњот, имало ударен кој имало војници. И понатаму земете го Орсон Велс, и тој направи радио емисија во 30-тите години, во која што кажа во живо војна на световите, тоа што радио многу се слуша во Америка, и сите слушаат, леле, не напаѓаат од Вселената, доаѓаат од овамо, таму се јавуваат, во полиција се јавуваат, на секаде лево, десно, прашуваат, што е, бегаат од дома, се пакуваат, значи, тоа е радиодрама, радиоемисија. Ама не била разбрана. Не била разбрана, значи, и да, се крева паника. Така, сега што е разликата? Значи, ако пред антиката, грцките, тројанските војни кои биле сведоци само тие учесниците во војната, со емисијата, радиоемисијата за информации за војната на светови од радио, значи повеќе народ слушнало, а сега со електронски притечни шкопче, таа веќе е стигната до илјадници луѓе, така се шират. Иначе дезинформации има и лаги, ќе има и понатаму. Добро, Мирче Адамчевски, легенда новинарска, благодарам за што се озвавте, што дојдовте во студиото на Слободна Европа во подкастот Зошто. И беше задоволство и благодарам на поканата. А вие, почитувани слушајте, следете го подкастот Зошто на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.